Добро вечер. Вечерва сме тука да го представиме новиот роман, преводот на романот на Татјана Цибуљак, Градина од стакло, издание на Арсламина во едицијата Порта Европа. Јас сум Оливера Ќурвезировска, со нас е Татјана Цибуљак. Добро вечер, Татјана Цибуљак. Добро вечер. Добро вечер, Ермислав Азановски. Ермислав Азановски е наш писател и преведувач. Вечерва со нас е во улога на преведувач на романот на Татјана Цибуљак. Романот Градина од стакло е добитник на Европската награда за книжевност во 2018 година. Тој е втор роман на Татјана Цибуљак, една од најважните и најталентираните романско-молдавски авторки, односно едно од најзначајните имиња во романската книжевност, која што долго живе во Париз. Татјана и во моментот ни се придружува на разговорот од Париз, мислам. Цибуља прв пат се преведува на македонски јазик, значи македонскиот јазик досега се нема соочено со незиното книжевно писмо. Ова е прв превод на романот Градина од стакло и прв превод на македонски јазик на Цибуљак. Пред тоа знаевме за Цибуљак како на автор на збирка раскази, модерни басни, тоа се раскази за миграцијата, и за незиниот прв роман, кој што за жал не е преведен на македонски, но е преведен во регионот, Лето во кое мајка ми имаше зелени очи, роман за кој критиката многу позитивно се изјасни воопшто во поширокиот европски реон. Градина од стакло, како што реков, е објавен на македонски јазик во превод на Ермислав Азановски во едицијата Порта Европа. Интересен факт поврзан со ова наша едиција е што специјално му пристапивме на проектот како нешто засебно со преводи на 6 многу значајни европски романи што ги приопштуваме првпат на македонски јазик, и за потребите, ликовно-графичките потреби на ова едиција, дури организиравме и конкурс. Така што кориците на овие романи, меѓу кои без друго и на Татјана Цибуљак, корицата на македонското издание на Градина од стакло беше избрана на конкурсот ликовно-графички и автор на ова решение е Андреј Лавчански. Романот е напишан на една позадина од распаѓањето на Советскиот сојуз, видено со очите на едно дете, на една жена, на едно тромеѓе и јазично. Значи, романот се случува, дејството во романот се случува во Молдавија, каде што една русинка посвојува девојче кое што е романче, и целиот роман, нарацијата се одвива на некој конгломерат јазичен. Иако романот е напишан на романски јазик, Татјана Цибуљак пишува на романски, улогата и на рускиот јазик и на молдавскиот јазик, не само на ниво на јазик, туку и на ниво на нарација воопшто на приказната, е многу интересно и деликатно и афирмативно, би рекла. И книжевната критика овој роман како стилско ремек дело го нагласува, бидејќи е многу сентиментално напишан, но без никаква доза на патетика. Еден билдунгс-роман, роман за распаѓањето на една голема земја како што е Советскиот сојуз, видено од очите на нешто мало, на мал човек, на дете, односно на еден единствен поединец. Без да навлегуваме во сюжетот, од формална страна само да нагласиме дека е многу занимлив дури од тој аспект. Романот е напишан во куси поглавја како цртички, речиси 200, и таа фактура негова има многу интересно вбрежување кое што дозволува слободно и на сет глас да го наречеме роман. Прво нешто што би сакала да го замолам Ермис да ни преведе, за да го слушнеме, да ја слушнеме Татјана Цибуљак, едно прашање да ја поставиме поопшто и пошироко. Значи, романот Градина од стакло е составен од куси, реков, речиси 200 глави, кои што имаат изразена самостојност, но сите заедно функционираат без друго како роман. Дали ваквата форма е типична, Татјана, за вашиот книжевен израз, или формата на овој роман е нешто што го смисливте и реализиравте само за овој роман? Ермис, дали ке можеш да ја преведеш првото прашање? Doamna, da, doamna Elena. Destul de mult, dar aș vrea să-mi traduceți întrebarea, doar nu. Am să traduc numai întrebarea, fiindcă celelalte, știți, a vorbit despre cartea dumneavoastră. Da, am înțeles destul de multe. Mi-a plăcut faptul că nu este scris cu patetism. Asta mi-a plăcut. Da, bine. Da. Deci, romanul vostru, Grădină de sticlă,
este alcătuit din capitole scurte, izbitoare, uneori poetice, cu o marcantă independență stilistică și expresivă. Dar toate împreună, aproape 200, așa sunt atât de conectate în rețea încât formează fără îndoială un roman complet și suveren în gen. Și întrebarea este această formă tipică expresiei voastre literare sau v-ați hotărât asupra ei special pentru această poveste, pentru Grădina de sticlă? Este a doua mea carte, Grădina de sticlă, așa că nu cred că am avut timp să mă gândesc foarte mult asupra formei sau nu am construit cartea asta. La fel ca și primul meu roman, a fost scris în capitole scurte, dar asta vine dintr-o necesitate a mea de a face pauze între povești. Pentru că eu cred că Grădina de sticlă nu este o singură poveste, sunt mai multe fire narrative care sper la un moment dat să se împletească și să creeze ceva întreg. Dar probabil că ambiția mea a fost că atunci când cineva citește un capitol să rămână cu o imagine, cu o idee, cu ceva care să rămână. Nu știu, e probabil așa un album pe care îl răsfoiești și prin imaginile astea îți amintești de anumite lucruri. Nu a fost o chestie intenționată. Îmi vine mai ușor și probabil că îmi place să scriu scurt și dens, mai mult decât lung și să utilizez mai multe descrieri. Dacă asta formează un stil, probabil că da, este stilul meu. Dacă este pur și simplu o formă de a scoate, nu știu, de a povesti lucrurile, rămâne să decidă cititorii. Da, mulțumesc. Spuneți-ne câteva cuvinte despre, adică cititorii noștri îi interesează, spuneți-ne câteva cuvinte despre care e fabula romanului, să zicem așa. Bine, în câteva linii este povestea unei fetițe orfane care este înfiată de o femeie, de o rusoaică din Chișinău. Ne întoarcem în Chișinău sovietic, bineînțeles, Chișinăul anilor 70-80, la cei 10 ani care vin înaintea destrămării Imperiului Sovietic și obținerea independenței de către ceea ce numim astăzi Republica Moldova. Deci este istoria acestei fetițe care este adoptată, trecerea ei de la un copil la adolescentă și la adult, pentru că cartea este povestită retrospectiv din punctul de vedere a unei femei care are și ea un copil care trăiește la București deja. Dar am fost de multe ori întrebată dacă este doar această poveste și bineînțeles că nu este doar această poveste. Povestea poate fi și o metaforă, o paralelă făcută cu Republica Moldova, care și ea a fost întotdeauna la răscruce, a fost o bucată de geografie abandonată, anexată, ocupată, apoi și-a obținut independența și cred că un răspuns sincer ar fi că sunt amândouă poveștile valabile. Deci poate fi citită cartea și în cheia unei deveniri a Republicii Moldova, a scăpării cumva de sub această tutelă a sovieticilor, dar este și această povestea unei orfane care în sfârșit își găsește o familie care o exploatează, dar în același timp o ajută să devină cineva și probabil că este o incursiune în acea perioadă despre care s-a povestit destul de puțin în literatura din zona din care vin eu. A fost așa o perioadă mai trecută cu vederea de scriitori, dar cred eu că este o perioadă extrem de importantă, pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri în acel deceniu și da, și a fost această paralelă între devenirea unui adult și devenirea unei țări independente. Da, mulțumesc. Olivera, imaš ušte nešto? Da, svakako.
Мислам дека им должиме малку на македонските гледачи на оваа промоција, бидејќи го представуваме романот кој што е нов и кој што се уште не ја знаат ни приказната, без никаква амбиција да ја раскажуваме, само неколку тизери, препораки, само да спомнам, значи станува збор за тоа спровирање низ јазиците и самото наше представување со јазициве, бидејќи секој зборуваме на свој јазик, е некако како повторување на приказната во романот, иако е напишан или на романски, има внатре големо количество на руски зборови, на однос меѓу јазиците и тоа е дополнителна возбуда. Само сакам да кажам еден банален, базичен, не банален податок, дека станува збор во сижето за русинка Тамара Павловна, која што го посвојува девојчето кое што е романче, тоа е ласточка, а дека сето тоа се случува во сиропиталиште во Молдавија. Значи, тоа спровирање низ јазиците не е само во текстот на нарацијата, низ приказната, туку е и со прецизно дефинирање на ликовите. И уште еден сегмент, Градина од стакло, е всушност алузија или метафора на тоа што посвоеното девојче собира стаклени шишиња и истрајноста, но и кршливоста на стаклото, што го има во шишињата, што го има и на корицата, и на оригиналното издание, но и на македонското, е всушност една алегорија, бидејќи стакленице во наводници самите ликови. Многу цврсти, имаат бујно и драматично растење во таа позадина од големи историски промени, меѓутоа се кршливи, но и прозирни и силни како стакло. Тоа е многу убаво спакувано во целиот роман, ова беше за македонските идни читатели. Бидејќи романот е напишан во прво лице, како што ни објаснуваше и авторката, нели со ретроспекција од позиција на возрастна или на дете, секогаш кога се пишува во прво лице, сугестивноста за изедначување на раскажувачкиот глас е многу полесно врзлива со раскажувачот. Како гледа Татјана Цибуљак на автобиографичноста при книжевната фикција? Не прашувам дали романот е автобиографски, тоа е ирелевантно. Прашувам како гледа на автобиографичноста како некоја форма што се внесува во фиктивното писмо, помага или одмага. Тоа е прашањето за автобиографичноста. Am înțeles întrebarea. Deci despre cum vedeți autobiografia în textul literar, da. Da, am înțeles. Nu este o carte autobiografică, dar o carte neautobiografică cu foarte multe referințe la viața mea, la copilăria mea. De ce se întâmplă asta? Pentru că atunci când scrii o carte despre locul în care te-ai născut, despre orașul în care ai crescut, despre curtea ta, utilizând vecinii tăi până și morcov ca pisica, era pisica cu care am crescut, bineînțeles că nu poți spune că nu este o carte autobiografică. În același timp, mi se pare destul de, nu știu, egoist să scrii o carte despre o perioadă atât de importantă într-o țară și să vorbești doar despre tine. Desigur că Lastocica este un personaj matrioșcă, un personaj care are calitățile și, știu eu, o colectivitate de amintiri. De aceea, multe lucruri care îi se întâmplă aceste fetițe în carte, nu mi se întâmplă neapărat mie, nu mi s-au întâmplat mie. Vorbesc despre violul din carte descris sau despre faptul că colecta aceste sticle, faptul că a fost exploatată prin muncă. Nu a fost copilăria mea, dar a fost copilăria multor copii. De aceea am încercat să utilizez geografia și probabil că sentimentele mele sau amintirile mele, dar nu am făcut o carte autobiografică și mi se pare corect să spun asta. Este o carte în care se regăsesc mulți tineri, mă rog, mulți adulți, nu mai suntem tineri, din generația mea. Este o carte a generației mele și atunci autobiografismul mi se pare așa cumva superficial, deci nu aș fi mers. Dar am auzit că doamna Olivera m-a întrebat despre de ce am scris cartea de la persoana întâi. Mi s-a părut o tehnică firească. Am încercat să scriu de la persoana a treia, dar eram prea distantă, nu știu, mi se părea o voce forțată în cazul meu. Mi se părea că mă distanțez prea tare, că nu pot povesti lucrurile cu aceeași emoție. Dacă ar fi să povestesc doar de la persoana a treia. Așa că am apelat din nou la această tehnică și am
scris din perspectiva mea, vocea este a mea. Nu știu dacă mi-a reușit sau nu, dar este o formulă care mi se potrivește. Așa cum am auzit că mulți scriitori spun că le vine greu să scrie așa, pentru că nu pot să scrii cărți de la persoana întâi. Ei, în cazul meu, mi s-a părut mai potrivit decât invers. Da, în orice caz, cei care au citit deja cartea au spus că e foarte, foarte mult timp, e foarte bună carte și așa că persoana întâi cred că a adus mai aproape cartea de cititori. Așa, Olivera Poveli. Da, pretpostavljam дека не е автобиографија, нели лично, лично е тоа, да, меѓутоа личното искуство може поубаво да се транспонира во уметнички текст. Сакам да ја прашам Татјана, дека слушнав дека престојувала во Скопје, дека Татјана сте имале можност и претходно да го слушнете македонскиот јазик. Ке сакате ли да ни кажете кога сте биле во Скопје, по кој повод и каков е вашиот впечаток тогашен за нашата земја и за нашиот јазик секако? Tatjana mi-a spus și când am fost la Belgrad, dacă ați înțeles. Dumneavoastră ați fost deja în Skopje, așa? Da, am fost în Skopje, am fost mulți ani în urmă și mi-amintesc că mi-a plăcut foarte tare totul. Eram și mai tânără, dar eram într-o altă calitate. Eram în calitate de jurnalistă. Și mi-amintesc că am fost la un forum destul de mare, important acolo, așa că nu eram eu cea intervievată. De obicei este mai simplu când pun eu întrebările decât atunci când răspund, dar îmi amintesc cu căldură de ultima mea vizită, care probabil că a avut loc 25 de ani în urmă. Așa că cred că lucrurile s-au schimbat, dar sper să nu fie schimbat frumusețea, mâncarea bună, oamenii. Așa că îmi doresc să ajung acolo și în calitatea asta nouă și mai puțin antrenată de mine de scriitoare. Păi da, eu cred că o să avem ocazia și o să ne vizitați în anii care urmează. Da, vă așteptăm. Olivera Poveli, da. Јас се заблагодарувам, Ермис, и тебе ти се заблагодарувам за преводот. И се извинувам истовремено на Татјана, бидејќи сакам малку и тебе да те прашам околу преводот, бидејќи преведувач си ти на ова значајно дело, кое што очигледно, според резултатот и на македонскиот јазик, дека не беше едноставно за превод, така што предпоставувам дека беше и напор и уживање. Какво беше твоето искуство за време на преводот? Со оглед на тоа што предпоставувам, дали или не, всушност те прашувам, комуницираше, дали ти беше неопходно дополнително комуницирање со авторката околу јазикот? Оти има доста во романот, во нашето издание, забелешки на преведувачот, кои што се нужни за следење на преводот на романот на македонски со оглед на количеството на руски и на молдавски зборови. Така што твојот придонес без друго е преведувачки значаен, но со дополнителен ангажман во забелешките на преведувачот што стојат во македонското издание како фусноти, и уште е потешко во преводот, бидејќи ја нема дистинкцијата меѓу латиницата и кирилица, што природно ја има во јазикот, така што и тој визуелен сигнал на македонскиот бил некако во твои раце, да мораш и ти да ни помогнеш да ја направиме дистинкцијата со средства што ти се на располагање, со фусноти, што е дополнителен ангажман. Како ти беше искуството? Комуницираш ли со Цибуљак за време на преводот? Интересно прашање, затоа што истото ме праша и Цибуљак. Кога бев во Белград, па вика, јас си се представив, реков, па го преведо вашиот роман на македонски јазик, и она рече, па ниеднаш не ми се јавивте. И сега велам ја, па не се јавувам затоа што не се јавив, затоа што сметам дека ако еден автор има потреба да го дообјаснува, некому да го објаснува романот, или тоа што го пишува, и да каже што сакал да каже со тоа, тоа значи дека, според мене, дека нормално, не е тоа апсолутно така, дека не се дообјаснил како што треба, затоа што имате поговорки и пословици кои што од румунски не можат или од молдавски да се преведат, па дури се специфични за Молдавија. За молдавскиот јазик, не можев да ги најдам ни во румунскиот, но јас сум тврдоглав и најдов некаква форма без еквиваленција. Еквиваленција. Да, еквиваленти се тие само на нашиот јазик, и без да се јавам се обидов, зашто се тие само неколку работи. Инаку романот течеше прекрасно, немаше потреба апсолутно
нормално, неколку пати сакав да се јавам, но не се јави затоа што мислев дека она го кажал тоа што мислела точно така како што И треба треба да и се нема. издржи да се преведе на македонски, како што се Па издржи. треба да се знам дека сите скоро и се јават и на другите писатели кога разговарав со нив, некои се јавуваат од преведувачите, некои не, но тие што се јавуваат не секогаш го добиваат тој одговор што го барат, бидејќи реков има специфичности кои што се тешко преведливи и тогаш мора преведувачот да најде соодветен одговор на тоа. Значи да. Ти не Татјана си само преведувач. Дека vam su nacau, scris despre vreo problemă care am găsit-o în carte și am spus că, da, chiar întrebarea aia m-ați întrebat când am fost la Belgrad și v-am spus că nu, fiindcă cred că un scriitor, când scrie, trebuie să fie scrisul lui să fie destul de limpede ca să poată cititorii să o citească și așa că toate lucrurile care au fost, să zicem, din scopul paremiologiei, așa nu le-am tradus, dar am găsit ceva adecvat care este în limba macedonă și așa, da. Cred că un traducător nu este obligat să traducă mot-a-mot, adică este cel mai bun scenariu pentru un scriitor când un traducător doar traduce cuvintele. Un traducător trebuie să aducă cartea aceea în cultura lui, să se găsească o traducere pe care oamenii să o primească ca pe ceva de-al lor. Atunci traducerea este bună când se citește de parcă ar fi fost scris în acea limbă. Așa că o iau ca pe un compliment. Că nu mai a fost compliment, da. Да, и кога сме веќе кај комплименти го чув зборот, значи јас чувствувам потреба да кажам дека романот на Цибуљак на македонски јазик тече одлично, се чита одлично. Овај комплимент во случајов за Ермислав Азановски сметам дека како производ, како книга функционира, предпоставувам и верувам дека е така, без никаква оштета на кое било ниво на оригиналниот текст. Тоа е комплимент и за преводот без друга. Сакав само кусо да се надоврзам, може би е среќна околност што сите што сме присутни овде, нели, алудирајќи конкретно на Ермислав Азановски, не е само преведувач, туку е и писател. И апсолутно сметам дека тоа во ваква констелација е многу важно, инаку приватно и самата сметам дека преведувач нема зошто да се јавува на автор. Авторот што сакал да каже, кажал. А дека тоа е една модерна шорткат практика да се јавуваат па писателот да им помогне пред преводот, тоа е како да кажам и троштина на модерното време. Писателот кажал, преведувачот треба да најде решение. Ви благодарам многу, Татјана, ви благодарам. Да, Ермис, повели? Само малце, само да ја кажам. Деча, пусто un compliment de la Olivera, a zis că romanul se citește foarte bine, parcă e scris în limba macedonă. Ceea ce spuneam, e perfect. Și, adică a zis ceva că, a zis că complimentul e, adică și pentru mine, că am tradus cartea, dar și pentru dumneavoastră. Complimentul este pentru dumneavoastră, de fapt. Păi, să zicem, da, așa, dar n-am vrut, adică complimentul a fost că e o carte foarte bună, adică le place oamenilor, adică le place celor care au citit-o deja, da. Olivera, повели што сакаш да се закажеш? Ништо, сакам многу да ви се заблагодарам на двајцата, на Татјана Цибуљак да ја се заблагодарам. И ја поканувам во секоја следна прилика да се видиме кога ќе дојде. Посакувам успех на романот, да се чита во Македонија. Се надевам дека и ова представување ќе придонесе. Веќе е во продажба во сите книжарници на Арс Ламина. Ермис, и тебе ти се заблагодарувам за помошта при реализација на ова представување и се надевам дека Татјана Цибуљак ќе можеме да ја читаме на македонски во иднина и со други дела, поранешни или нови. Ви благодарам многу на двајцата. Vă mulțumim frumos că ați participat la lansarea cărții și sperăm că o să avem în anii viitori sau nu știu când o să scrieți cartea care o scrieți acum, deci și o să puteți să ne vizitați iar la Skopje. La revedere și mulțumesc frumos, da. La revedere. La revedere. До свидания. Пријатно.